Играњето само на карта, на договор со Грција, заменувањето на името, именувањето на Уставот на Република Македонија, овој тесен владин круг реши да го представи како национален приоритет. Но националните приоритети изискуваат национална соработка и консенсус, што за жал владата не сакаше ниту да се потруди да го постигне. Например, ни еден пратеник, ниту пратеничка група не беа вклучени во овој национален процес. Ни една опозициона политичка партија или коалиција не беше суштински вклучена во тие тајни и затворени преговарања. Ни една група на стручни лица по уставно право, трговско право, меѓународно право или историја не беше поканета на ниту една јавна дебата пред да се потпише договорот од Преспа. Бидејќи власта не ни помисли да организира ниту една јавна дебата. Па дури институцијата, председател на државата, која според Уставот и законите има надлежност во водењето на надворешната политика, беше целосно исклучено тајните преговори од консултациите и од потпишувањето на штетниот договор од Преспа. Ваквиот тесен круг на политичари реши дека тие и само тие имаат и право, и знање, и мандат, и визија, и предигре да решаваат за едно крупно национално прашање. И со тоа ги потценија и ги оставија на маргините на овој процес и граѓаните, и стручната јавност, и пратениците, и председател на државата. Да сумирам, ваквото водење на процесот од тесна група на владеачки политичари, наместо јавни дебати за ова национално прашање, резултираше со тајни преговори. Наместо консензус на политичките партии, создаде партиска поларизација. Наместо обединетост на граѓаните, доведе до дополнителна поделеност во општеството. Наместо чувство дека договорот е дело и наше општество и на граѓаните, се создаде чувство дека се работи за туѓо наметнато решение и за спогодба која ја доведува Македонија во положба на подчинетост и зависност кон друга држава. Се случи 30 септември. Референдумот и денот кога мнозинството на граѓаните на Република Македонија со пасивен отпор, со неизлагањето на референдум, согласно правото на негласање што граѓанинот го има од членот 7 од Законот за референдум, ја победи пропагандата на власт. Ова не е само порака до власт, туку мнозинската волја на народот преку неизлегувањето на референдум е императив, задолжителна обврска за секој пратени и за собранието, која гласи референдумот е неуспешен и народот го отфрли штетниот договор од Преспа. Кога народот ќе одлучи, собранието нема мандат да ја менува одлуката на народот. Во таа смисла, јас, како пратеник, изјавам дека немаме мандат, ниту намера да учествуваме во обидите за менување на Уставот, што е спротивно на референдумската одлука на народот. Досега одлучивте сами да го водите процесот, кој народот ви го запечати со референдумски неуспех. Ако сметате, и понатаму, слободно продолжите. Во благопријатна атмосфера, но да знаете дека немате двотретинско мнозинство за промена на Уставот на Република Македонија.